Добро вечер, тредневник на К3. Државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Анастасија Лиеска заедно со државниот секретар за европски прашања од Министерството за надворешни работи и меѓународен развој на Франција Арлем Дезири попладнево го посетија железничкиот премин Табановце, каде што се информира за моменталната состојба на мигрантите. Изјавата од настанот се подготвува, ќе ја погледнеме во текот на дневникот. Локалната установа Градски музеј од Крива Паланка во текот на изминатите години веќе се промовираше во назначаниот субјект кој работи на истражување и промоција на историјата и културата на нашиот град, а тоа е археолошката дејност. Едноме привршуваат годинешните археолошки истражувања на локалитетот Мал Камлеш, кај соседната општина Ранковце. Проект предвиден во програмата за заштита на културното наследство на Министерството за култура. Екипи на археолози под покровителство на Кривопаланичкиот градски музеј во изминатите десетина дена ги истражуваа правците на протегање и контурите на артефактите од неолитското време, лоцирани на локалитетот Мал Камлеч во околината на општина Ранковце. Пронајдоците од годинешните истражувања пред се керамичките науди и делови од архитектура од праисторијата се од особено значење за Североисточна Македонија, вели еден од најпризнатите македонски археолози Цоне Крстевски, инаку роден кривопаланчанец, кој редовно се вклучува во ваквите активности. Дојдовме на локалитет кој беше практично, да се изразам, нападнат од диви копања и како превентивна заштита направивме првични истражувања, односно детерминирање на она што го ископале дивите копања. Од 11 копања, дупки, така да ги наречеме, најдовме само 3 гроба. Гробовите во прво време, при увидот, колегата Мицовски кога бил, мислеше и најави дека може би се работи за Желнодолска некропола, што ќе беше пар екселанс за североисточна дел на Македонија. Дел од локалитетот Мал Камлеш, каде што се наоѓаме, е ова исечен. Се работи за еден неолитски локалитет, најсевероисточен во Источна Македонија, многу значен за просториите во конкретниот случај за праисторијата, затоа што североисточниот дел на денешните граници на Македонија ретко каде во целиот тој потез, да го кажеме од Берово, Сево, го има овој неолитски материјал и фрагменти од керамика. Подвижниот археолошки материјал што досега е ископан на овој археолошки локалитет, набрзо ќе почне да се процесуира на пат кон својата дестинација – витрините во Кривопаланичкиот музеј. Иницијативата произлезе од нашиот археолог Милан Митовски, кој што по својата стручност археолошка се ги поврзува, односно ги проучува праисториските и неолитските локалитети. Негов беше предлог проектот и апликацијата која што беше конкурирана до Министерството за култура. Ова година бевме успешни, то и на овој локалитет и на локалитетот Градиште во село Градец, и тоа останува систематизацијата на материјалот во музеот. Тоа е процес кој што трае повеќе месеци за разлика од истражувањата, и најважно од све е конзервацијата. Конзервацијата на материјалот кој што веќе 2-3 години го истражуваме и го ископавме од локалитетите ни е приоритет, и еве сега во септември месец ќе истористиме можноста да конкурираме пред Министерството за култура за средства за конзервација. Општина Ранковце може да се пофали со повеќе археолошки наоѓалишта, вели градоначалникот Момчило Алексовски. Со надеж ископаните артефакти да го најдат местото во сопствена галерија во општината. Јас сум презадоволен што во нашава општина се наоѓаат повеќе локалитети за археолошко истражување. Мислам дека сме задоволни сите. Голем успех е на археологот Крстевски, кој се залагаше за повеќе за овој терен и овој локалитет да се испитува. Мислам дека не е грешка ништо. Сепак се убави работи. Мислам дека и тој рече и камерот си тежи на местото, така што овде општинава е богата со многу археолошки наоѓалишта, имаме уште неиспитани повеќе, и би требало некоја збирка или нешто се направи општинава да ги задржи своите, Да не одат во Крива да не одат во Крива Паланка. Археолошки ископувања веќе неколку години наназад се реализираат и во локалитетот Градиште во село Градец.
Во продолжение и претходно најавената изјава од средбата кај Табановци. Добро е кога останатите европски земји членки на Европска унија ќе се сетат дека Република Македонија се соочува со проблемот на мигрантската криза. Овде не станува збор само хуманост, овде станува збор и за одговорноста што ја имаме сите ние кон мигрантската криза и одговорноста кон националната безбедност и заштита. Не постои идеален начин со кој што во одреден период некој би се справил со оваа криза без соработка на регионално ниво, но секако и на пошироко ниво. Така да помошта која што треба едни на други да си ја даваме и поддршката која што во моментов Република Македонија неопходно и треба е огромна и се надеваме дека Европска унија и членките на државите во Европска унија ќе излезат во пресрет. Фактот дека мигрантите доаѓаат од граница која што Македонија граничи со држава која што е членка во Европска унија и мигрантите доаѓаат од членката која што е во Европска унија, е факт пред кој што не треба да останеме глуви и неми и треба нешто веќе да се преземе, да станеме од масата и да одиме на терен да се справиме со оваа криза со која што се справува цела Европа. Ромскиот мелос и звуците на трубите 10-ти пат го развеселија Куманово. На градскиот плоштад синоќа се одржа јубиленото 10-то издание на традиционалниот фестивал на дувачки оркестри Рома Труба Фест. Еве дел од атмосферата. Богата програма со квалитетни изведувачи, убава музика и весела атмосфера го одбележаа 10-тото јубилејно издание на традиционалниот фестивал на ромски дувачки оркестри Рома Труба Фест, кое што синоќа се одржа во Куманово. Одговорните успеа да обезбедат звучни гости. Кумановци уживаа во изведбите на ансамбли од Македонија и од Србија. Публиката ја забавуваше и Ферус Мустафов и Анета Мицевска во придружба на оркестарот Џамбо Агушеви од Струмица. Не ми е прв пат да ги пеам овие песни и Джелем и другите што ги слушавте. Јас пеам секако вид на музика, така да чест и задоволство ми е што сум повторно тука и што имам таа чест да го отворам фестивалот. Програмата како секоја година и оваа година мора да биде добро. Мислам подобро треба да биде по мое. Па еве ова е 10 поред Труба Фест. Ја мислам од секоја година повеќе подобро за нас. Фестивалот беше ревијален, како и да оркестрите се надпреваруваа меѓу себе, кој ќе направи подобра атмосфера во публиката. Имаме често пати настапувано овде. Очекувате ли да биде интересно, забавно ова вечер? Да, планираме интересно да биде, да. Не е прв пат, секоја година сме тука, учесници добро ми е, имаме многу својно награди и овдека и во Гуче и така натаму. Годинашната програма беше збогатена со настапи на локалните музички звезди, големи таленти, Мартинијан Кириловски и Вона Јовановиќ. Да, ја обожавам ромската музика и секогаш плачам кога ќе ја слушам, така да многу ми е голема чест што ќе можам да настапам на ваква манифестација Рома Труба Фест. Да ви кажам, право ми бидна мило, затоа што пред се музиката не познава некои граници за да ја делиме на странско, дали е српско, македонско, албанско, ромско, да. И од таа причина што ја почитувам музиката и не ја делам, ја прифатив оваа понуда и вечерва ќе настапам. Оркестрите секогаш бараа подолг настап, велики дека 15 минути не им се доволни за да покажат што знаат. На овој фестивал настапија по половина час на задоволство на присутните. Музиката освежува, го освежува и народот и она е желна, малку подинамично. Добраѓани се сите и оние тамбураши ги гледавме и сега овие на сите ли сме. Ова е малку поинаку, овде пожива, повесела атмосфера. Да. Доаѓаме. Секоја година. Овој жанр на музика баш дали ви се допаѓа? Тоа е перфектно. Случајно се. Фестивал ова ми се песма посебно допадна. Овие музики со... Да, ми се допада, се е убаво, да. Треба ли повеќе публика малку дела? Би требало нормално, но се е рано. Добрата забава ги охрабри одговорните на ансамблот на народни и ромски песни игри Рушит Шакир да ветат бројни квалитетни фестивали.
Па еве 10-та година јубилеј, очекувам дека ќе има и 15, ќе има и 20, само во поддршка треба финансиска. Очекувам дека Советот и општина и градоначалникот и понатаму ќе даде поддршка и Министерството за култура ќе дадат поддршка за ова. Еве сакам да им се заблагодарам. Фестивалот го поддржува и Министерството за култура и е дел од годинашната програма на секторот за култура за 2014 година. Се одржува под покровителство на градоначалникот и Советот на општината. Започна 13-та меѓународна ликовна колонија Карпино. Годинава на колонијата ќе творат 15 уметници од Македонија и државите од регионот. Уметниците ќе се инспирираат од стариот манастирски комплекс Карпино, лоциран во атарот на Суфора. Во населбата Карпош денеска свечено беше отворена 13-та меѓународна ликовна колонија Карпино, која организира Сдруженијето на граѓани Мултимедијален центар. Годинава ќе учествуваат 15 уметници од Македонија, соседните држави Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Украина. Она што очекуваме значи да прво добро се дружат, прво да го запознаат Куманово околината и трето да направат навистина добри дела, а манастирскиот комплекс Карпино навистина ќе ги одушеви и од таму ќе влечат многу добри впечатоци. Колонијата ќе трае наредните 10 дена. Уметниците ќе ги посетат и манастирите и културните историски објекти лоцирани во општините Куманово и Старо Нагоричане. Уметниците кои учествуваат на годинешнава колонија очекуваат плодна продукција. Од самата ликовна колонија очекувам одлично дружење пред се, самата концепцијска поставеност на уметниците кои што се дојдени оваа година е на квалитетно и на доста завидно ниво. Очекувам добра продукција на одлични уметнички дела и посакувам успешна работа на сите колеги кои што се дојдени. Видим да е млада екипа, колега, уметника. Гледам дека екипата е млада, сите се образовани, владае позитивна енергија и навистина сум воодушевен од организаторите кои се трудат да ни биде прекрасно и да ни го презентираат Куманово. Да се сад први пат овде, први пат учествувам на овој меѓународно изложба. Прв пат учествувам на колонијата, мислам дека ќе биде извонредно. Горда сум што сум тука, има уметници кои се од различни страни и кои придонесуваат за мојот и воопшто понатамошен развој во уметничка смисла. Организаторите очекуваат дека уметниците ќе создадат значаен број на дела како и претходните години, кои првин ќе бидат презентирани пред граѓаните на Куманово на изложба која традиционално се отвара во ноември по повод денот на ослободување на градот. Манастирскиот комплекс е од 13 века, според некои извори е стар дури 1000 години и има особено значење. Манастирот постоел во времето помеѓу 12-тиот и 14-тиот век, но прв пат под оваа име се споминува кон крајот на 16-тиот век во турско време. Според податоците, манастирот 4 пати бил сквернавен, на последен пат во Втората светска војна. Во втората половина на минатиот век тој целосно замира. Во некои писанија се споменува дека и Кирил Печиновиќ 2 пати престојувал во манастирот, но истражувачите се уште не можат да го потврдат овој факт. Поред податоците на Институтот за македонска литература во манастирот во Карпино живееле над 300 калуѓери и тој важел за богат книжевен центар. Оригиналните ракописи кои сега се наоѓаат во Москва, Софија и во Белград сведочат за препишувачката школа и за постоење на ќелино училиште. Аудиенција од авторот Вацлав Хавела во режија на Мирослав Петковиќ е новата премиера на Кумановскиот театар која премиерно беше изведена вчера вечер пред публиката. Во представата играат Горан Илич и Чедомир Митевски. Со ова премиера Кумановскиот театар ја отвора новата сезона. Аудиенција од авторот Вацлав Хавела во режија на Мирослав Петковиќ е новата представа на Кумановскиот театар која синоќа премиерно беше изведена. Во представата играат Горан Илич и Чедомир Митевски. Двајцата актери сметаат дека премиерната изведба секогаш е полна со енергија која ги надополнува актерите и ги повикаа кумановци да ја проследат представата. Вечерва беше една од подобрите изведби. Секогаш има премиерната изведба не е меродавна за тоа колку, бидејќи постојано има некоја чудна енергија, адреналин, еден чуден и не знам како тоа делува на публиката. Доста беше енергична целата ситуација, го почувствував моментот кога се споиме со публиката, тоа се уште ме држи, се не можам ни да зборувам толку чисто. Како што рече Горан, премиера секако поадреналински и се надевам дека ја пренесовме пораката што требаше да ја пренесеме, бидејќи тоа ми е најбитно, публиката да го почувствува тоа до крај и да се спои со нас.
Режисерот изјави дека ова е негов прв официјален проект кој го реализира со Кумановскиот театар. Очекува позитивни критики согласно реакциите на публиката. Аудиенција и претходно била играна, но во неформални амбиенти. Овој пат поразлично е, значи овој пат имаме цела техничка екипа зад нас која стои, значи светло мајстор, тон мајстор, имаме сценски работници кои се постојано тука за нас. Минатиот пат и амбиентот беше поинаков. Минатиот пат игравме низ разни кафулиња низ Куманово и Скопје. Овој пат сме на нормална театарска сцена под Кумановскиот театар. Жанровски, текстот е драма на апсурдот, но во оваа интерна представа направена е комбинација, за која режисерот рече дека е реална, реалистичен апсурд. Реален бидејќи секогаш постои минимална борба за правда, реалистична како назнака каква треба да биде играта, за да публиката сама се пронајде во представата. Одлична е. Глумата на актерите, текстот и тоа. Прекрасно. Вистина, јас сум од оние времиња кога ова беше актуелно, меѓутоа и денеска можеме да се најдеме во текстов. Многу сум задоволен. И глумците се супер сет. Представата се игра на малата сцена и станува збор за типична актерска представа. Публиката чувствува како играат актерите. Кумановскиот театар со премиерата на аудиенција ја отвара новата сезона. Сите 14 пожари на територијата на Крива Паланка и околината кои се случија во месец август, навремено и целосно се ставени под контрола од страна на територијалната противпожарна единица во координација со подрачната единица на јавното претпријатие Македонски шуми и локалните жители. Сите пожари се на отворен простор, а од повеќето причината е значителна материјална штета. Екипи на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка во текот на месец август интервенирале на вкупно 14 пожари, сите на отворен простор, информираше командирот Иле Коцевски. Од повеќето пожари причината е значителна материјална штета. Во изминатиот период во месец август територијалната противпожарна единица од Крива Паланка има интервенирано на 14 интервенции, од кои 9 се со поголема материјална штета, односно материјална штета над 10.000 денара, додека другите се со мала материјална штета, не дека не постои материјална штета. Пожари на отворен простор, ако ги класифицираме според поделбата дали се на отворен простор или на објекти, во урбаниот дел на градот имаме 4 во урбаниот дел и 10 на отворен простор. Последниот се случи деновиве кога изгореа 2,5 хектари багремова шума во населеното место Домачки дол во местноста викана Златина Падина. Како причина за пожарот се наведува неискаснат отпушок фрелен од минувачи во багремовата шума која е лесно запаллива поради високите температури. Територијалната противпожарна единица во 14 часот интервенираше на улица Партизанска, поточно во Домачки дол, Златина Падина, и можам да кажам и да се пофалам со колегите наши заедно кои што учествуваа и екипи од јавното претпријатие Македонски шуми ПШС во Крива Паланка, како и местното население. Успеавме да ги спасиме пчелните семејства, да не настрадат во пожарот. Пожарот е дојде во нивна близина некои си 5 метра. Така да по завршување на пожарот некаде во 16 часот оставивме ПП стража од вработени во јавното претпријатие Македонски шуми. Согласно со Законот за заштита и спасување, екипа од територијалната противпожарна единица беше ангажирана при обезбедување на јавните манифестации во градот. Исто така, територијалната противпожарна единица во овој период беше ангажирана и околу одржување на ПП стража или познато како нас ПП обезбедување на јавните манифестации согласно Законот за заштита и спасување, кој што организаторите го бараат тоа кај нас. Во тие периоди можеме да кажеме чиста среќа што немавме пожари, значи дел од единицата беше ангажирана само на обезбедувањето. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го најави новиот проект на владата на Република Македонија Грант за самовработување лица со инвалидност. Станува збор за можност за основање сопствен бизнис, целосна подршка при отворањето на сопствениот бизнис.
Лицата со инвалидност имаат можност за изработка на бизнис идеја, менторство, набавка на опрема и материјали, да добијат 5.000 евра, односно 310.000 динари во форма на грант неповратни средства. Секое лице со инвалидност има свои способности и знаења. Наша задача и цел како институција е да им помогнеме да ги реализираат и да ги искористат можностите што ги нуди државата за таа цел, рече министерот Спасов. Тој поясни дека станува збор за можност за основање сопствен бизнис, целосна поддршка при отворањето на сопствениот бизнис за изработка на бизнис идеја, менторство, набавка на опрема и материјали, како што истакна во висина од околу 5.000 евра, односно 310.000 динари во форма на грант неповратни средства. Дополнително за секое ново вработување до 2 отворени работни места може да се добие по 92.000 динари, односно по 1.500 евра. Целосниот износ кој што може да го реализира едно лице со инвалидност доколку отвори сопствен бизнис и доколку вработи 2 лица би изнесувал до околу 500.000 динари. Министерот додаде дека за реализација на овој проект ќе бидат издвоени околу 59 милиони денари. Обиколницата крај Скопје од утре до 28 овој месец ќе биде затворена за сообраќај секој работен ден од 7 до 19 часот на потегот од Клучката Хиподром до Клучката Сара, информира Автомотосојузот на Македонија. Оттаму посочуваат дека на 22 септември годинава ќе биде редуциран и режимот на работа на патарината Петровец, секциите на автопатот околу Градско ќе бидат затворени во периодот од 28 септември до 25 октомври годинава и сообраќајот ќе биде пренасочуван. Причина за посебниот режим на сообраќај, како што соопшти АМСМ, е снимањето на францускиот игран филм 2015 Фонд од страна на Манифактура продукција од Скопје. Филмот ќе се снима на обиколницата околу Скопје на одредени секции на автопатот Е75, како и на патарината Петровец во периодот од 3 септември до 25 октомври годинава, прецизираат од Автомотосојузот на Македонија. Во пожар во стамбена зграда во Париз животот го загубија 8 лица, меѓу кои има и деца. Илјадници мигранти пристигнаа денеска во Пиреа, додека грчката влада ги разгледува опциите за справување со огромниот број луѓе кои пристигнуваат во државата. Вести од светот. Во мексиканската сојузна држава Нуево Леон во североисточниот дел на земјата во близина на границата со САД е откриена масовна гробница со околу 30.000 човечки жртви. Гробницата е пронајдена на територија на ранч во регионот Салинас Викторија по поројните дождови во областа. Се претпоставува дека останките се на жртви на наркокартелите. Останките се нафрлани и измешани така што е тешко да се утврди точниот број луѓе закопани во гробницата, изјави представник на невладината организација Граѓани за човечки права. Експерти од обвинителството вршат истражување и анализа за утврдување на идентитетот на жртвите. Во пожар во стамбена зграда во Париз животот го загубија 8 лица, меѓу кои има и деца. Ова не е конечниот биланс. Пожарот избувнал околу 4 часот и 30 минути. Според фотографиите објавени на Твитер, повеќе лица скокнале низ прозорците. Француското радио Европ 1 зборува дека пожарот може да има криминално потекло. Илјадници мигранти пристигнаа денеска во Пиреа, додека грчката влада денеска ќе ги разгледува опциите за справување со огромниот број луѓе кои пристигнуваат во државата. 2 брода со повеќе од 4.000 бегалци пристигнаа во пристаништето во Пиреа, откако во текот на ноќта тргнале од островот Лесбос. Агенцијата за контрола на европските граници Фронтекс тврди дека 23.000 мигранти пристигнале во Грција минатата недела, зголемување од 50% во однос на претходните 7 дена. Прва станица за најголем дел од мигрантите кои доаѓаат во Грција е островот Лесбос, каде минатата недела биле пристигнати 17.500 бегалци. Вкупно повеќе од 160.000 луѓе оваа година пристигнале во Грција, со што веќе е надминат вкупниот број азиланти од 2014 година.
Спортската сала во Куманово остана во мрак поради неплатен долг кон ЕВН. По тој повод денеска пред Спортската сала пресодржа председателот на Општинскиот сојуз на спортови Сашо Петрушевски, кој во присуство на кошаркарите, ракометарите и сите спортисти кои што ја користат оваа сала за тренинг, како и за надпревари, испрати апел да се изнеде решение за да се приклучи електричната енергија. Петрушевски не сакаше да открие висината на долгот, но потенцираше дека за овој проблем треба се вклучат сите релевантни страни со цел новата спортска сезона да започне непречено. На иницијатива на спортските клубови, Општински сојуз на спортови, денеска свика пресконференција со апел до сите релевантни структури за разрешување на проблемот со електрична енергија. На прагот е надпреварувачката сезона во сите спортови во Куманово и ако за 10 дена не се разреши овој проблем, спортот во Куманово и сите овие луѓе спортисти, а и сите млади луѓе во Куманово ќе изгубат многу. Општински сојуз на спортови се обрати до сите релевантни структури во Република Македонија, значи пративме писмо до ЕВН, пративме писмо до Влада на Република Македонија, во овој проблем ја вклучивме и општината и градоначалникот на општина Куманово, се со една цел, да се разреши проблемот со напојување на електрична енергија, како би можело спортот во градот да продолжи и како би можело спортистите и сите млади луѓе да се надпреваруваат и да учествуваат во спортот во Куманово. Ова е само еден апел да не трпи спортот во Куманово, а и спортот во Македонија, бидејќи знаете дека и вон од границите на Република Македонија нашите спортисти активно учествуваат и ја представуваат Република Македонија. На пресконференцијата на председателот на Општинскиот сојуз на спортови реагираше и ЕВН Македонија. Од ЕВН Македонија информираа дека се отворени за надминување на проблемот. Ова е последна мерка која ЕВН ја применува во случај кога се исцрпени сите претходни можности. Отворени сме да се надмине проблемот, кога ќе се покаже волја и кога ќе започне исплата на долгот, изјави портпаролот на ЕВН Македонија Атанас Ковачевски. Селекторот на македонската кошаркарска репрезентација Маријан Србиновски по синокешниот тренинг ги одреди 12 патници за Евробаскет. На континенталниот собир нема да настапат младиот репрезентативен бек Андре Магдевски и крилниот центар Маријан Јаневски. На Европското првенство кое по прв пат во историјата ќе се одржи во 4 држави: Хрватска, Франција, Летонија и Германија, македонската селекција сочинуваат Владо Илиевски, Војдан и Дамјан Стојановски, Дарко Соколов, Александар Костовски, Марко Симоновски, Владимир Брчков, Стојан Ѓуровски, Љубомир Младеновски, Предраг Самарџиски, Ричард Хендрикс, како и Бојан Трајковски. Црвено-жолтите надпреварите на Евробаскетот ги започнуваат во сабота во 18 часот против Грција. Следни ривали во групата се и селекциите на Холандија, домакинот Хрватска, Грузија и Словенија. Покрај селекторот Србиновски, во стручниот штаб на нашиот национален тим се и тренерите Перо Блажевски и Александар Јончевски и италијанскиот стручњак за физичка подготовка Джакомо Бреида. Владимир Димитровски е пред трансфер во Карабах, но без да побара дозвола од стручниот штаб на македонската фудбалска репрезентација, со која беше на подготовки, заминал да ги договара условите за новиот клуб. Одлуката на Владимир Димитровски е причина селекторот да не смета на него на престојните 2 надпревара на македонската репрезентација. Не сметам на Димитровски, разочаран сум од неговото однесување. Јас сум неодговорниот во селекцијата и очекувам поинаков однос. Хиерархијата мора да се почитува, уште повеќе што сите репрезентативци имаат подпишано кодекс што смеат, а што не е дозволено кога се во националниот тим. Димитровски ја наруши дисциплината во тимот, а за мене тоа е една од најважните работи, изјави селекторот Љубинко Друловиќ. Во репрезентацијата на Македонија за надпреварите со Луксембург и Шпанија, дополнително стручниот штаб на селекцијата одлучи да прати повик до Владица Брдаровски од Вардар и Бажи Илиевски од Работнички. Двајцата ќе се стават на располагање на тимот на вечерниот тренинг. Вториот ден на US Open мина без поголеми изненадувања, а од фаворитите најголемиот дел постигна сигурни победи. Рожер Федерер на Леонардо Мајер му препушти само 5 гема, додека Енди Мареј со 3-1 во сетови го елиминира проблематичниот Ник Кириос. Кај мажите пласман во втората рунда обезбедија Стен Ванвринка, Томаш Бердих, Виктор Троицки и Иво Карлович, додека турнирот заврши за 11-тиот носител Жил Симон, кој загуби со 3-2 во сетови од Доналд Јанг, иако водеше со 2-0. Кај жените Петра Квитова и Каролина Вознијачки на противничките им препуштија по 2 гема, додека Симона Халеп се пласира во второто коло, откако ривалката Марина Ераковиќ го предаде мечот. Односителките во Њујорк порази во првото коло забележаа Луси Сафарова и Тимеа Башчински. На US Open попладнево се играат првите мечеви од второто коло во двете конкуренции.
Одподавна познато е дека Адебејор е многу побожен човек, а информациите велат дека во последен момент го стопирал трансферот во Астон Вила бидејќи не добил знак од Бога, но и добар совет од својот свештеник. Ваквата сторија на англискиот таблоид беше доволна причина да се започне со подсмејувањата на социјалните мрежи, но и да се разгледаат вистинските причини зошто Адебејор реши да остане да тренира со младинскиот тим на Тотенхем. Се верува дека вистинската причина поради која Адебејор остана на White Hart Lane се високите 100.000 фунти неделна плата кои ги прима напаѓачот, сума која воопшто не е мала ако се земат предвид формата и годините на фудбалерот од Того. Искусниот Адриано Галијани тврди дека контроверзниот италијански фудбалски напаѓач Марио Балотели сосема се сменил. Марио Балотели е свесен дека оправдување за неговото однесување повеќе нема. Инсистира на тоа дека се сменил, дека созрел и дека ќе биде поинако во дресот на Милан. Неговиот став е многу подобар, драстично е сменет. Прв доаѓа во Миланело, а последен заминува. Михајловиќ секогаш појадокот го закажува во 8:30, а Балотели е таму веќе во 8 часот. Веројатно знае дека ова е неговата последна шанса и сигурен сум дека нема да ја упропасти, изјави Галијани. Атланта Хоукс ќе го повлече од употреба дресот со бројот 55 во чест на легендарниот Дикембе Мутомбо. Ова го објави првиот човек на јастребите Стив Кунин, а церемонијата ќе се одржи на 24 декември во Филипс арена на мечот со Бостон Селтикс. Можете да видите солзи во моите очи. Не знаев дека планираат да го повлечат мојот дрес. Ќе биде тоа голем ден, изјави Мутомбо. Дресот на Атланта го носеше од 1996 до 2001 година. Во НБА лигата играше 18 сезони. Времето денеска во Македонија беше сончево и топло со слаб југоисточен ветер. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.